И па добар вечер. Добар вечер. Драго ми што си дел од нашиот подкаст. Благодариме. Ке дојдов поспремна, нека да ми кажеш, ама ова беше last minute импровизација. Нема на што, јас ќе се адаптирам. Јас нема да те најавам, затоа што ќе ти оставам простор ти да се најавиш. Може ли да ми кажеш како се викаш, што работиш, што представуваш и така натаму? Бајже, треба да кажам здраво. Кажи. Не знам. Добро, во секој случај, здраво на сите. Обично сум Милена од Секси Мало, ама денеска сум тука како другарка на Бека, мој ментор од кикбокс, што ми има одржано неколку добри лекции, фала многу. У слободно време студирам психологија, која немам ќотак, и тоа е отприлика нешто за мене. Добро, и ти Секси Мало е? Секси Мало е подкастот на Хера, главно ни е прилагоден кон млади, каде што имаме вишок на буџет и мене ми е кажано Милена, изрази се креативно. И ти одлучи да направиш подкаст. Да, генерално обработувам теми што мене ми се блиски, дали тоа ќе биде ментално здравје кај младите, дали ќе биде сексуално здравје кај младите, екоанксиозно заработување, нешто што мене прво и основно ми носи среќа и користа, и се надевам дека други млади луѓе се пронаоѓаат во тие актуелни теми. И се најчесто општествено одговорни теми со да. Како личност која е активна на социјалните медиуми, колку често се среќаш со хейт коментари за она што го работиш? Вака, мене лично, поради тоа што сум свесна колку хейт има на интернет, ги имам намерно исклучено коментарите и имам приватни профили и Хера профилот мислам дека исто така ги има исклучено коментарите на таквиот тип на видеа барем од мене. И лично не сум била жртва на насилство на интернет од тој тип, меѓутоа имам посведочено на други луѓе кои што се соочуваат со нешто такво. Мислам, имам искуство во работа со деца и примерно мене ми изненади кога имавме случај каде што група на деца направи анонимен профил на Инстаграм од кој што се смееваа едни со други. Моравме брзо како тим да го решиме тоа. Имав случај каде што блиска другарка беше направен профил во нејзино име, кој што исто така служеше за неа да ја исмева, да споделува нејзини информации, да пишува пораки од нејзино име. Лично највеќе насилство што сум посведочила било типот на непосакувани директни пораки, иако покрај тоа што имам приватен профил, типот на манијачење на профилот или не знам, споделување на мои податоци. Имав случај каде што другар конкретно имаше најдено на интернет преку негови сајтови квадратура на мои поседи, на чие име било вамо таму, и нигде никаде у 1 саат, 2 са бајле, он мене ми ги споделува. Зборуваме преку некој сајт, успеал да најде податоци за имотни листови на моите родители, на што и да е. Да. И он тоа го злоупотребил, ги нашол тие податоци и мене ми се ова на 1-2 са бајле и ми ги диктира сите овие работи кои ги има за мене пронајдено и понатаму као други документи што се поврзани со мене и со моето семејство, и можеби тоа било практична шега, меѓутоа мене тоа ми извади од памет зашто е тоа достапно на интернет, зашто он има пристап до тоа. Да, ме врати дека тоа е навистина достапно на интернет, затоа што јас немав таква, мислам, јас си барав за мои имотни квадратури и се што треба да направиш е да внесеш неколку комбинации на бројки за да ти даде детално кој што поседува со адреса, со се, така што тука можеби е по виновен некој друг систем. Па другарот само го злоупотребил. Да се насмееме. Го злоупотребил. Затоа што е достапно. Мислам, јас само пишувам 3 бројки и тоа вака ти отвара една листа и ти вика да, ова е активно, ова не е активно. Сега кога го кажа да се сетив дека пред некое време го правев истото за себе. Инаку да, не би го правила за друг, затоа што етички не е одговорно да го правиш тоа. Случајот со другарката со профилите што го спомна, ми рече дека бил направен лажен профил, дали добро во нејзино име, и вие отворивте процес за истото? Технички, она тогаш беше преселена во друга земја и не беше добро прифатена од групата. И сега деца како деца, мислам, не е ни моментот деца како деца, едноставно некој што можеби не бил воспитан на добар начин, малолетни, отворија профил од нејзино име, преку кој шира, да кажеме, дезинформација.
дезинформации пишуваа на луѓе од нејзино име со цел неа да ја посрамотат или споделува монтирани фотографии за неа да ја посрамотат. Ништо не беше експлицитно бидејќи бевме малолетни, меѓутоа тоа не можам да го опишам колку неа и влијаеше психички, затоа што интернет просторот, сега да кажеме булинг лица во лица, пак имаш безбеден простор да се вратиш дома. Значи, оние ако те навредуваат во училиште, ти се враќаш дома веќе не се тука, или ако те навредуваат, не знам, на улица, што и да е, ти имаш каде да отидеш на безбедно место. Меѓутоа интернет просторот немаш безбеден простор. Да, затоа што и зад тастатура си секогаш посилен отколку на улица. Секогаш си затоа што си посилен, заштитен, ти седиш од дома и ги пишуваш коментарите. Покренавте никаква постапка за ова или не? Беше пријавено и профилот беше затворен, меѓутоа бидејќи се работеше за малолетници, немаше ништо посериозно превземано, единствено затоа што се исплашија, профилот беше избришан. Се знаеше кој го направил тоа, беше пријавено во училиштето, меѓутоа мислам дека ништо освен укор не беше превземано. Не во нашата земја. Не беше во нашата земја. Во некоја друга земја. И немаше никакви законски последици за нив, така? За децата, колку што знам, можеби само укор добити што го отворил профилот и ништо понатаму. Добро. Тука да беше исто немаше веројатно да биде. Дури прашање дали ќе Колку сериозно ќе беше сватано, бидејќи мислам дека кај нас овој тип на сайбербулинг се уште се гледа како нов тип на насилство, иако постои од кога беа увезани компјутерите тука. И сега некако се дека физички не се манифестира или не се материализира тоа насилство, луѓе не го разбираат дека тоа постои во реалниот простор и не се разбира толку сериозно. Сепак во свет каде што имаме еден тип на дигитална персона и да кажеме материјална персона, тој тип на насилство е напад на мојот дигитален идентитет. И мислам дека треба да се зголеми свеста на оваа тема и да се разберат исто толку сериозно колку што се разбираат и физички манифестации на насилство, затоа што како што зборавме дека интернет просторот не само што се посилен позади тастатурата, меѓутоа и нема бегање од интернетот. Тоа што веќе еднаш ќе биде постирано, тоа ќе биде таму за секогаш. Има оставено дигитален впечаток и тоа понатаму може да прогонува таа индивидуа многу подолго отколку да кажеме мене во трето оделение некој што ми кажал дека сум смотана. Да, апсолутно, затоа што тоа се зачувува и ти останува во таа некоја историја. Да, Јас имав нечи скриншот во што и да е. Пред неколку години имав случај каде што во мое име беше поднесена тужба за лик што не го познава. И бев повикана на ручиште. И ми се јави од полиција, ми побараа матичен број. Јас одбив така да дадам бројот. И ми рекоа дека ако не се појавам кај обвинителот таму и таму до толку и толку часот, при тоа беше тужба до друг град поднесена, дека јас сакала или не ќе морам да се судам со ликов. При тоа знам дека ако стигнам на суд ја губам тужбата затоа што не те знам. И јас стигам да го решам тоа и на крај дознавам дека во тој момент постои група на луѓе кои поднесуваат тужби во туѓо име и во соработка со други органи во тој систем, знаат дека јас ќе изгубам тужбата и ќе платам пари, си го делат профитот. И тој еден вид на интернет насилство со кој јас тогаш се соочив и толку никој не беше информиран дека е интернет насилство, што така како не измагла помина сето тоа. Дури повеќе и мене ме обвинија зашто одредени информации ми била јавни на Facebook. Дури јас се почувствував незаштитено на тема интернет насилство. Никако како ако беше во живо или ако се работеше за кражба, како повеќе да ќе постапа на поинаков начин спрема сторител. И ништо не се случи, иако јас отидов, тој случај така. Само тужбата не беше поднесена, јас се вратив дома и никој не беше казнет за делото, што јас сметам дека, не знам, треба да има казни, за да знаат дека не треба да го повторуваат. Да, мислам дека се уште не имаме некои законски протоколи или регулативи како да се справиме со тоа интернет насилство, иако што кажав, веќе е долго време присутно кај нас. И тоа само зголемува тоа чувство на беспомошност кај жртвата, затоа што сега не само што не си разбран, тоест не ти е ниту валидирано насилството. И ти како што кажа, баш може ти да испаднеш крив затоа што си споделил одредени податоци, одредени слики. Не да испадам, такво чувство имав, како дека јас сум сега нешто погрешно правам во ситуацијата. А и со една гостинка што адвокатка го правевме разговоров, точно е, немаме закон што штити од интернет насилство, туку имаме, зависи
каков е коментарот што ти го ставиле, па они одлучуваат под кој закон тебе ќе те брана, дали е семејно насилство, дали е сексуално вознемирување, дали е психичко, и мислам тоа толку ја расплинува работата да ти логично е во еден момент да сакаш да се откажеш од самиот судски процес, затоа што само до тоа кога ми го објаснуваше женава, мене ми беше толку збунувачки и вака хаотично што си реков да апсолутно би се откажала. Сам како премногу е. Ти се бавиш и со спорт? Yes, sir. Во моментов немаш. Да кажеме, редовно сум на теретана и на кеј, ама паузирам малку од кикбокс затоа што ми дое премногу и со факси, пракса и работа и се. Спортувам од која знам за себе се. Да, значи сепак е дел од твојот живот. Дали мислиш дека спортистите се повеќе изложени на говор на омраза на социјални медиуми од останатите? Или конкретно спортистките? Дали се мета на сексистички коментари таму? Па, баш ги разгледав статистиките, мислам, првословно како жена си во дупло поголем ризик да си жртва на интернет насилство. Дополнителен ризик фактор е тоа што ако се бавиш со спорт и не дај Боже на Балканов да е спорт што се третира како типично машки, да кажеме кикбокс, фудбал, кошарка, затоа што прво и основно сите ќе ти коментираат на техниката, затоа што некој што не шутнал топка во живот или некој што не мавнал кроше ќе ти пише дека мала тоа не е вистинската техника или не знам лактот не ти бил подобар агол, добро. И од втора страна ќе те се јават како тие кои што кажа тие сексистички коментари каде што спортистките не е битно на кој ранг ти си стигнал или колку си квалификуван или кои признанија ги имаш добиено, жената секогаш прво и основно ќе биде гледана како сексуален објект. И сега ги имаме коментарите каде што тоа е пренагласено, типот на не мора да биде ништо експлицитно, ама леле што би правел или вамо таму, што не е никако поврзано со спортот, или ќе ги имаме моментите на каде што се коментира на нивниот изглед, од друга страна каде што се понижува жената, како не знам, тоа не е жена, толку мускулест или вамо таму, сите сме сведоци на коментарите кои што ги добиваат спортистките од Олимписките игри и стално ги има оние кои што ако не може да искоментира за нејзината техника, ќе се сврти кон нејзиниот физички изглед и како тоа не е во склад со неговите да кажеме очекувања за типична феминистичка жена. И сега прашање да Бојан од Богданци што се чувствува како драма квин дека мора да искоментира на сите кои што мисли што е според негов стандард и дека не би ја допрел таа жена од темница со стап за билиард, дали он сигурен на неговата сексуалност? Да, и јас имам чувство дека во некои моменти како да очекуваат дека таа девојка што ќе се појави на телевизија треба да се спреми за него. Па ако него не му се допаѓа, па имаме проблем мал за сите тука. Да, се служувам. Сега дали е поврзано со сексуална ориентација или не, нека си го реши секој во својата глава, мислам. Како ти реагираш кога ќе се соочиш со таков коментар? Дали за тебе, дали за можеби те кажа дека си имала за твои блиски слични искуства? Искрено за насилство на интернет можам да кажам дека лично потврлам, затоа што до сега барем не сум се спротивставила на интернет просторот, бидејќи сум свесна дека моментално идните работодавци нема ставено под лупа, се следи кој што како постира и јас лично не би сакала како додаток на моето CV, мојот работодавец после тоа да отвори на тред за да види како јас се расправам со некои коментари, имам цитати од стилот на АПА. Ама да. Мислиш дека твоето исклучување на коментари е потврлување? Искрено имам чувство како тоа што јавно не би застанала да одбранам некој интернет просторот е потврлување, затоа што доколку се случи насилство во вистински живот, секогаш сум некој што ќе реагира. Добро. А на интернет просторот обично се повлекувам и секогаш пробувам да не бидам емоционално афектирана, затоа што сметам дека повеќе можам да допринесам со тоа што да кажеме ќе лобирам за едукација, ќе поттекнам некој тип на јавна дебата во рамки на организацијата која што сум, да пробам да организирам некаков тип на конференција, едукација каде што ќе се зборува со тоа. Едноставно мојот активизам се движи во таа насока наместо да фатам и јас да продолжам да се расправам со некој на интернет просторот, затоа што тоа е тип на flame war. Тој не сака мене да ме сослуша што имам јас да кажам, тој е тука само за да прошири омраза или да си го искаже своето мислење. Јас се служувам и се фаќам и себе си во истата мамка, дека јас повеќе би реагирала кога нештото би било тука пред нас, отколку на интернет. Ама не мислиш ли дека тоа може би така заради тоа што таквите коментари на Инстаграм, на Фейсбук, на ТикТок никогаш и делуваат толку нереално и толку површно, да јас ги читам и си викам овој човек нема никогаш да собере храброст вакво нешто ти каже во живо.
И сум како, не ни заслужуваш да ти се обратам. Не ни заслужуваш да ти вратам. Да, мислам, тие луѓе не сакаат да се слушаат другата страна, не сакаат да видат другата страна, они се таму само за да го искажат своето мислење, вообичаено само да се постават себе си во нека морално супериорна положба, особено тоа се приметува, која има се поголем број на девојки кои што се ориентираат кон тоа да бидат инфлуенсерки, имаат јавни профили, што ми е мене гајле ако девојчето ставило слика у купачи. Добро. Може би на Александар од Аеродром, што е редовен посетител на сите цркви во округот на селбата, него му заличала она дека изгледа на неморална жена. Сега у името на Отецот, Синот и Светиот Дух ќе го напише тоа на Инстаграм и ќе ја оправи. Амин. И некако преку тие коментари ние се поставуваме како што кажав, некоја морална супериорност, ние сме пречисти и сега он, не знам, и ги простил сите гревови. Добро, ма ние сите знаеме дека тоа во реалноста не е така. Мислам, прво, ако си толку морално чист, зашто ја отвараш девојката? Така е. Ако веќе знаеш дека она не поставува фотографии што одат во прилог на твојата морална чистина. Whatever. Ама нели, знаеме дека тоа во реалноста е... Он се чувствува крив, можеби затоа што правил некои действија на фотографијата, па после сака да се исчисти. Како да? Спомна дека правиш едукација и јавни дебати на темата и сакаш на тој начин да допринесеш кон освестување на луѓето за интернет насилство. Јас имам едно поделено мислење и јас работам со едукација, работам театрова едукација, и многу сакам да едуцирам на различни теми, но не добам на еден проблем дека секогаш кога работам работилници од едукативен карактер, мене ми доаѓаат едните исти луѓе кои веќе се едуцирани на темата. Како тие на кои всушност има потребна едукацијата не доаѓаат. Ги нема. Не се воопшто заинтересирани. Сега Хера да организира работилница за сексуално образование, ќе дојдам јас. Ама нема да дојде Александар од Аеродром. Мислам, не се воопшто на таргет демографијата не може да стигнеме до нив. Се согласувам, затоа што да кажеме, дури ако има проекти каде што мора задолжително да испратат некој од класот во училиште или ваму таму, едните исти деца се праќаат. И тоа се обично помали, потивки деца кои што нема да предизвикуваат проблеми. И од текот на нивното образование едно од исто дете оди на сите таков тип на едукација. И сега ние сме собрале цели две деца кои што се да кажеме целосно конформирани, open-minded во ваму таму, имаме огромна група која што никогаш не била во контакт со таков тип на информација. Ама и во оваа тема што конкретно сега зборувам интернет насилство, нас таргет групата кога се работи за едукација не може да ми бидеш ти. Јас немам што да едуцирам кај тебе на тема не пишувај одвратни коментари на Facebook. Мене ми се потребни луѓе како Александар од Аеродром. Како да дојдам до Александар од Аеродром и да му речам слушај, не е окей ова што го прави, стварно е некултурно, безобразно, нема потреба од такво нешто. Дали можеби мислиш дека треба да се најде начин да се вметне во редовно образование интернет култура? Мислам дека апсолутно е потребно, особено со тоа што сега вештачката интелигенција е толку голем интегриран дел од животот на младите. И мислам дека освен едукација примарно за деца, треба да се води со паралелна едукација на возрастните, затоа што тие наши типови на хейт коментари се на некој начин и генерацијски пренесена омраза или генерацијски предрасуди, само во различен медиум. Сега младите си ги пушираат преку оние платформи кои што они ги користат, односно интернетот. И да кажем, ако не бидат директни едукации од невладини организации, првословно мора да се влиза со системска промена, се има редовно интегрирано во редовните предмети. Дали тоа ќе биде предмет од општество или ќе има целосно нов предмет развијано за користење на интернетот, интернет насилство, интернет просторот, заштита ваму таму, затоа што мислам дека е нешто што мора да се вметне како дополнителен предмет. Може да се води, да кажеме, индиректни едукации за толеранција за ваму таму. Например, кај малите деца има голем број на цртани кои што ги учат на етничка толеранција, на ваму таму, на другарство, на неомраза ваму таму. Зашто не се направат некои типи на серии кај возрастните кои што би ги учеле на толеранција. Она што беше Зет домазет, каде што имаше турчинка со грк. Да се прикаже на некој начин дека може да се соработува. Или имаше некој македонски тип на филм, не сум сигурна дали се сними или не, каде што се претставуваше љубовна врска помеѓу македонка и албанец. И
Тоа кај Добро. нас е, например, голем етнички проблем, барем ја што го имам мапирано помеѓу младиве, дека се уште има тензична омраза. Алудираш на тоа да се користи филмот како медиум што ќе едуцира поголема маса Да, на луѓе. да, затоа што дефинитивно. нема сите да ти дојдат на едукација, меѓутоа можеби можеш да го промовираш повеќе тој тип на филм или различен тип на Тоа е супер конференција. идеја. Јас се слушам. И јас се слушам дека и филмот и театарот имаат многу други начини на кои што може една држава да ги искористи да едуцира. Но еве не знам дали ќе се служи со мене, јас мислам дека и ти како представник на една невладина институција, организација, тоест, се извинувам, мислам дека државните органи па и не се баш расположени за таква соработка со, например, државно училиште да дозволи невладина да влезе и да едуцира во државното училиште. И смислам дека тоа е потребно. И ова што го зборуваме, единствено ништо за да се спроведе и да децата сватат дека интернет насилство не е кул, потребно е државните училишта да ги отворат вратите и да речат, окей, Милина, можеш да направиш работилницата за интернет насилство во нашето училиште. Но вратите, јас мислам, демантирајме ако грешам, најчесто им се затворени. Не само за невладени. И за нас како театар им се многу често затворени. Причината не ја знам, не ја разбирам, но еве не знам. Ако нема соработка, џабе ние правиме работилници и курсеви за луѓе кои веќе се окей на таа тема. Да, мислам дека дефинитивно треба повеќе да се разгледаат, да кажеме, нетрадиционалните пристапи кон учењето и споделувањето, затоа што има доста ефективни техники, пред се форум театрите, кои што Хера често ги користи за, да кажеме, ССО, каде што примарна цел, работиме врсничко насилство една од темата, е тие што се пасивни наблюдувачи во публиката да се активираат и самите деца да се вклучат во представата за понатаму да се симулира како они би реагирале доколку навистина воочат училишно насилство или нешто. Да. Сега проблемот е тоа што училиштето можеби се уште ги нема увидено бенефициите од ваквиот нетрадиционален пристап кон учењето, затоа што кога седиме само во клупа, ние сме обично пасивни. Формално образование создава послушници, мислам, јасно ние на повеќе Да, тоа. кога станува збор за интернет насилство, ние треба да ги активираме оние кои што се пасивни наблюдувачи, затоа што тоа се 90% од учесниците во тој разговор. Не е тука само насилникот и жртвата. И треба да ги научиме децата да бидат проактивни. И тоа ќе се направи преку ваква техника која што баш повикува на акција од нивна страна. Или целата поента на работилниците кои што ние ги правиме, се да бидат интерактивни, да поттикнат критично мислење, да се спортистават на тие што им каде ги учат. правите овие работилници? Имате соработки со некои училишта, например? Или си имате ваши простори, каде обично може да дојдат луѓе да Значи, да, Херас има два младински центри, едниот на Водно, едниот во Шутел Ризари, ваквиот тип, да кажеме, на форум театри, ги спроведуваме на повеќе училишта и повеќе градови низ Македонија. Имаме соработка со повеќе институции, да кажеме, а за организациите, тоа за едукациите во училиштата, вообичаено се пристапува кон, да кажеме, директорот, педагог, психолог, понатаму со нив се бираат теми на кои што они би сакали, не би сакали ние да направиме работилници, па понатаму доколку има бројка која што одобрила, да кажеме, првосно работиме со малолетни лица, така што бројка чии што родители се согласиле да учествуваат во тие работилници, се спроведува работилницата. Доколку нема, тогаш не продолжуваме со нешто такво и поради тоа баш пријаска спомнав, мислам дека е потребна паралелна едукација на родителите со децата, затоа што можеби тој тип на предрасуди потекнува од дома, таму е примарното воспитување, па натаму ти колку сакаш едуцирај го детето дека не е тоа долечно или е ваму таму, кога повторно се враќа во оригиналната средина каде што расте, тоа е маметот кој што се врти таму. Така и всушност сите акции што вие ги правите се малтене. Да, види, мене ме нервира тоа што постојано сите повторуваат дека еднината е во рацете на младите да направат едно, друго, трето, младите да почнат со промени, меѓутоа вие сте возрастните. Превземи одговорност на возрастен човек, превземи одговорност врз сопствените акции и понатаму пренеси го тоа на детето. Не очекувај само младите да ги направат сите промени кога ти си тој што едуцира. Јас сметам дека е многу себично страна на возрастен да гледа во дете од 4 години и да му ја дава таа одговорност за едината уште на 4 години. Децата треба да бидат деца и во еден момент детето станува возрастен човек и треба да биде одговорен за своите постапки и тогаш да размислува на еднината. Така да се служувам со тебе дека еднината не е на младите, туку ние треба да се грижиме за нашата сегашност, за да понатака еднината биде побезбедна за сите. Како активист, кои акции или кампањи
кампањи мислиш дека се најуспешни во борбата против онлайн насилството? Јас секогаш сум за едукација како превенција и беше се ова што го спомнати, да, сите повикуваме на едукација од најрана возраст, дали тоа ќе биде уште од градинка, промоција на игри за солидарност, не знам, толеранција за блапаната му во основно у рамки на предметот општество, да имаме дискусии, коментари на такви теми, на факултет да си има, не знам, психологија на конфликти за да се подигне на едно повисоко ниво. Меѓутоа, прво и основно мислам дека треба да се пикираат и родителите или постарите генерации, затоа што како што кажав, примарното воспитување на тие деца е од дома. Така што фактички кампања што ќе ги опфати сите, да не биде само сите возрастни групи, не таргет, да. Група, Затоа што имаме доста кампањи кои што ги опфаќаат децата. Например, во 2023 мислам дека имаше од Дуница во Северна Македонија беше кампања нешто од типот на cyberbullying bye. И беа опфатени млади луѓе во као видео формати кои што промовира да кажеме анти-сайбер насилство. И сите други кампањи што ги имам видено за антинасилство се насочени кон деца или во главна улога се ставени децата. Меѓутоа тој тип на насилство се промовира од возрастните генерации. Зошто не се направи кампања антинасилство конкретно насочена кон возрастни? Да, веројатно некаде во целиот тој процес можеби малку ја утнувам и таргет групата, ако добро те разбирам. Добро, и за крај би те прашала која е твојата порака што сакаш да им ја испратиш на сите млади, конкретно жени, кои се соочуваат со интернет насилство? Па пред се мислам дека не треба да дозволиме да заборавиме сопствената вредност, затоа што колку јас вредам нема да го смени коментарот што некој ми го оставил на тој Инстаграм пост или вамо таму. Второ и основно да си изградиме наша мрежа на поддршка, затоа што понекогаш многу полесно се поминуваат тие порази, доколку имаме на кого да се подпрема. Трето, можеби да се вклучиме во менторски програми, бидејќи многу тешки удари може да се избегнат доколку имаме добар тренер кај нас во ќошето. И четврто, пријави, биди гласна и немој ти биде срам да направиш проблем, затоа што кога веќе некој тебе ти прави проблем, тебе не треба да ти биде срам да си ги побориш своите права и да дигнеш и галама за да дојдеш до својата правда. Многу голем број од жените знам дека сме учени да бидеме тивки, да се повлекуваме, да не направиме проблем. Едноставно време е тоа да го смениме и да им дадеме моќ на жртвите наместо да страдаат од секундарна виктимизација од самите надлежни органи. Мислам дека ова е добар совет и не само за жени, туку и за општо генерално момчиња кои се соочуваат со вакво насилство на тој интернет простор. И јас исто би ти кажала дека твојата метода за заштита да ги исклучуваш коментарите е фантастична. И нема да гледаш како потврлување, затоа што според мене одредени индивидуи не ни заслужуваат да можат да ти коментираат на нешто. И мислам дека тоа е многу честно. Да направиш, да исклучиш коментар и да не може некој да ти коментира. Јас, например, и бришам коментари. Кога гледам дека некој коментар не е поврзан со содржината на оно што го објавувам, тука е напишан само со намера да ме навреди, апсолутно ќе ти избришам и ќе те блокирам. Мислам, зашто правиме воопшто муабет. Ти благодарам. Фала ти на тебе. И ти посакам многу успех во оно што го работиш. Thank you. Истина тебе и кој да треба да идам пак у костум, ќе се договориме посинхронизирано. Да, фала ти за солидарноста. Тоа е. Thank you very much. Thank you.